Добар ден, пладневни вести на Канал Плюс. 20 на минути за актуелностите на истокот. Еве дел од содржините. Презентирани опасностите од процесите на ерозија во шумите, да се подигне јавната свест за заштита од пожари и да се проектира план за одржлива експлоатација на шумите. Подигање на јавната свест за климатските промени. Кампања "Климата се менува, од нас зависи" во наредните денови во Пехчево, Делчево и Виница. Штипе домаќин на Балканското првенство во пинг-понг. До 25 октомври спортската сала Јордан Мјелков е домаќин на најдобрите пинг-понгарски репрезентации од Балканот. Во Пехчево се одржа форум во рамки на проектот Општокорисни функции на шумата, опасностите од шумските пожари и процесите на ерозија во Малешевијата. Целта е да се зајакне свесноста за потребата од сеопфатна заштита на шумите и план за нивно одржливо користење. Општина Пехчево беше домакин на форумот за презентирање на резултатите од мониторингот на опитно-демонстративните парцели во опожарените шуми во Малешевијата за идентификување на опасностите од процесите на ерозија. Резултатите од мониторингот ги презентираа професорите од Шумарскиот факултет од Скопје кои беа директно вклучени во реализација на проектните активности. Самиот проект имаше за цел, меѓу другото, и подигање на таа свест кај повеќе целни групи, почнувајќи од најмладите возрастни групи, значи од детските градинки, преку одржување на вакви работилници за постари членови, односно собственици на приватни шуми, за да можеме да го истакнеме проблемот, да поразговараме за него, како и на кој начин превентивно да действуваме, како и на кој начин да се организираме и така натаму. Според некои незванични информации, општо шумите негде даваат. Тоа ќе спомнеш бројката е огромна, негде околу 5000 корисни функции. Долгорочното влијание од овој проект се очекува кај одржливото користење и управување со шумите, како и поголемото искористување на нивните општокорисни функции. Доминантно, шумите прво се најзначени затоа што шумските екосистеми се столб на одржливост и унапредување на почвата, водата и воздухот, трите ресурси неопходни за живот на планетата Земја. Ако ги тргнеме шумите, практично ќе станеме пустина, ќе немаме вода, ќе немаме почва, ќе немаме храна. Целта на проектот е насочен кон разбирање на опасностите од пожар, а со тоа и од интензивните процеси на ерозија кои настануваат на опожарената почвена постилка. И да научиме сите заедно како во иднина да се бориме со овие штетни појави кои што настануваат после пожарите во шума, бидејќи општо познато во народот се само штетите кои настануваат директните штети од пожарите. Факторот човек 98-9% е главниот причинител на шумските пожари. Причинуваат огромни штети. Во Македонија оваа година сепак може да кажеме дека поминавме релативно добро, во однос на некои години. Најкатастрофални беа 2007-2008 година кога изгубивме големи потенцијали. И што е многу значајно и денеска, повторување на шумски пожари на исти локалитети. Таму каде што со човечка рака, во некое време сме подигнале нови шуми, шумски култури и се случува да некои од нив се пожарават по 2 или 3 пати. За жал. Инаку Швајцарската агенција за развој и соработка проектот го спроведува преку програмата за зачувување на природата во Македонија, проект кој е координиран од Helvetas Swiss Inter Cooperation и Фармахем, а чиј буџет изнесува 500.000 денари. Управата за јавни приходи нуди можност за поднесување на барање за отпис на камати за социјалните придонеси до крајот на годината. Сите работодавачи, самовработени лица, индивидуални земјоделци и државни институции можат да поднесат барање за отпис на камати до Управата за јавни приходи, најдоцна до 31 декември. Отпис на камати може да се добие за социјалните придонеси настанати во периодот од јануари 2009 година до декември 2014 година и не се платени до денот на поднесување на барањето. Започнува кампања за подигнување на јавната свест за климатските промени и нивните влијанија врз локалната средина. Кампањата ќе се реализира во наредните 5 викенди под мотото "Климата се менува, од нас зависи".
Утре проектот ќе се презентира во Пехчево на градскиот плоштад од 15 до 17 часот. Во сабота кампањата продолжува пред Домот на културата во Делчево во период од 12 до 14 часот, а в недела во Виница во истиот термин на градскиот плоштад. Факултетот за информатика при Универзитетот Гоце Делчев организира студентски хакатон, на кој студентите ќе креираат компјутерски или мобилни апликации на тема студентски живот. Конкурсот за пријавување е отворен до 7 ноември. На него може да се пријават студентите заинтересирани за надпревар, односно маратон по програмирање. Хакатонот ќе се одржи на 14 и 15 ноември. По надпреварот за млади библиотекари во Штип и во Кочани се одржа ваков надпревар. Во градската библиотека Искра се надпреваруваат 12 ученици од основните училишта од Кочани. Во матичната библиотека Искра во Кочани се одржа 16-тиот општински надпревар Млади библиотекари 2015. На надпреварот учествуваат 12 ученици од основните училишта од општината. Жири комисијата во состав Марија Анастасова, Илија Захариев и Кристина Ѓоргиева Атанасова ги прогласија најдобрите тројца на надпреварот. Првото место со освоени 97 бодови од максималните 100 бода му донесе награда на Стефан Богданов од основното училиште Никола Карев. Второто место му припадна на Дарио Иванов, а третото место Милена Глигорова. Најдобрите со задоволство ни изјавија. Многу сум задоволен од овие резултати, ми е поттик за на републичкиот надпревар, исто така да оставам добра место да освојам и да представам нашата библиотека во најдобро светло. Ми беше многу интересно за овие работи да ги научам, дека не е само во библиотеката да се поземат книги, дека постојат многу други работи што се случуваат и исто така за историскиот развој на библиотеките, за видовите библиотеки, и тоа многу е интересно и ми дава исто така поттик да го научам материјалот што подобро. Доколку постојат и други слични надпревари и ќе учествувам и ќе се обидам и таму во најдобро светло да се покажам и да осем што подобри резултати. Се пријавив на надпреварот млади библиотекари бидејќи тоа ме интересираше, сакав да знам нешто повеќе за библиотеката. Библиотеката ние ова го вежбавме со мојата наставничка Маре Маркова и благодарение на неа сега освоив ја второ место. Сум многу задоволна со наградата што ја освоив, трето место. Книгата за мене е најголемо богатство затоа што книгите ни помагаат да го збогатиме нашиот речник. Книгата е многу подобра од филмовите и од се она што ја привлекува денешната младина затоа што описите во книгата ти даваат простор сам да си смислиш приказна, сам да направиш представа за одреден лик. Тоа ја поттикнува фантазијата, размислувањето и е многу интересно. Директорката на матичната библиотека Искра Сузана Ѓоргиева им честита на најдобрите, а поголем успех му посака на првонаградениот Стефан Богданов, кој ќе учествува и на републичкиот надпревар на млади библиотекари кој ќе се одржи на 30 овој месец, каде што домаќин ќе биде нашата библиотека. Во сите градови во овој период веќе се привршуваат општинските надпревари, се со цел да се одржи републичкиот надпревар предвиден за 30 октомври, кој годинава ќе се одржи во нашиот град. Значи, нашата библиотека ќе биде домаќин на вогодинешните 16-ти поред републички надпревар. Се најде победникот на прво, второ и трето место, за кои имаме предвидено дипломи и добри награди, а за останатите учесници библиотеката Искра подготви благодарница и книга. Дочекуваме дека успехот на општинскиот надпревар младиот библиотекар Стефан Богданов ќе го потврди на републичкиот надпревар. Во рамки на фестивалот Инвиница Веритас се одржуваат театарски работилници со средношколците од Средното општинско училиште Ванчо Праке. Работилниците се во соработка со професионалниот режисер Саша Нацевски. Хуморот и сатирата од театарската сцена во Виница се префрлија во средношколските клупи. Во опуштена и лежерна атмосфера исполнета со смеа и забава, учениците од Средното општинско училиште Ванчо Праке денес учеа како од обична случка можат да направат интересна хумореска сатирична приказна или да иницираат идеја за театарска представа. Со помош на режисерот Саша Нацевски, часовите по македонски јазик неделава се преточени во театарски сцени, во кои учениците ги менуваат своите
своите улоги. Ова работилница беше насловена како запознавање со хуморот и сатирата. Така? И во рамките на фестивалот Инвиница Веритас бев поканет од страна на организаторите да одржам неколку предавања во однос на тоа што значи хумор, што значи сатира, малце да ги анимираме средношколците, да ги запознаеме и да им покажеме некои вежби со членовите на драмското студио при Домот за културата, да видат колку тоа е лесно и едноставно да се конципира една хумореска, една сатирична приказна. И сега за сега, јас мислам дека учениците реагираат мощно позитивно, делуваат расположени. Моментално сме во преговори за работа на нова представа и сега за сега се надевам дека таа сработка ќе се оствари, само кога уште не знам. Саша како режисер веќе работеше на 2 театарски представи во Виница со дел од средношколците, но потрагата по нови таленти не смее да застане. Со Саша се договоривме дека треба да се одржи на некој начин некоја работилница, преку која учениците од ова училиште ќе бидат запознаени на некој начин со некои мали вежби за тоа како се прави театар. Тоа се вежби главно за снаоѓање на сцена, за спремност на сцена, за комуникација со актерот. И ние со Саша веќе работивме на представа која најде на доста позитивни критики и баш ми е задоволство да ги споделам тие елементи кои ги научив од таа представа со новите ученици, затоа што, како напомена Саша, драмското студио е премало, а навистина имаме амбиции, ги имаме условите, но сакаме да привлечеме повеќе ученици, да ни се збогати студиото, да имаме можности да работиме почесто. Фестивалот на хумор и сатира Инвиница Веритас вечерва продолжува со нова театарска представа Спанак со пржени компири на театарот Джинот од Велес во режија на Ненад Витанов. Македонија има рок до крајот на неделата да го среди проблемот со издавањето на контролни маркици за увоз на брашно од Србија. Во спротивно, Белград најавува дека ќе воведе трговска блокада. Од Српското министерство за трговија, туризам и телекомуникации информираат дека веќе подолг период се обидуваат овој проблем да го решат во заеднички интерес, дека од македонска страна постојано добиваат уверување дека проблемот ќе се реши, но увозот на српското брашно во Македонија се одвива со многу административни пречки. Главниот проблем е во намалениот број на издадени контролни маркици од страна на Македонското министерство за земјоделство за увоз на брашно од Србија и покрај поголемото побарување. Во Македонија просечно извезуваат околу 4000 тони брашно месечно, а во јули, август и септември тој просек бил околу 2000 тони. Стотици тела на борци од џихадистичката група Исламска држава се откриени во масовни гробници во ирачкиот град Баиџи, соопштија безбедносните сили. Во моментов не е јасно кога биле погребани телата и како биле идентификувани. Вкупно 365 тела се пронајдени во 19 масовни гробници на борци од шиитските милиции поврзани со Иран, кои учествувале во офанзивата на Исламска држава за освојување на Баиџи. На сајтот Wikileaks се објавени приватни мејлови на директорот на ЦИА Џон Бренон. Материјалите веројатно се добиени од хакери кои за американскиот весник Нью Йорк Пост се представиле како ученици од средно училиште кои се противат на американската надворешна политика. Хакерот наводно се представил како работник на компанијата за телекомуникации Верзион и со измама од друг работник ги зел личните податоци од Бренон. Меѓу објавените документи е барањето за безбедносна проверка која Бренон ја поднел при аплицирањето за советник за борба против тероризмот во Белата куќа. Сите документи се од периодот пред 2009 година кога се вработил во Белата куќа. Со изведба на химната на Република Македонија официјално започна 41-то балканско првенство во пинг-понг, кое ќе се одржи од денес па до недела во спортскиот центар Јордан Мјалков во Штип. 9 балкански земји и преку 150 надпреварувачи ќе се надпреваруваат овие 5 дена. Официјално добре дојде им посака и градоначалникот на Штип Илчо Захариев. Да имате едно балканско првенство за нашиот град е навистина
прво чест и огромно задоволство и за публиката и за граѓаните на Штип. Верувам дека организацијата која ја прави нашите пинг-понг клубови, посебно Универзитетот Гоце Делчев, е на највисоко ниво, заедно со Пинг-понгарската федерација на Република Македонија, каде општината се појавува како спонзор на овој настан. Убеден сум дека децата ќе покажат колку Балканот е сличен во спортот, колку може да бидат блиски да се дружат. На денешното свечено отварање присуствуваше и председателот на Пинг-понгарската федерација на Македонија, Јован Дабевски. Па посебно задоволство е затоа што е прв пат Македонија организатор на Балканското првенство во пинг-понг. За нас сигурно представува големо задоволство и се надеваме дека повторно ќе бидеме и организатори на Балканско, на Европско и така натаму. Ова Балканско првенство е од големо значење за Штип и токму Универзитетот Гоце Делчев се вклучи во самата организација, изјави професорот Кирил Барбареев. Значи ова е историски момент за македонскиот спорт, особено за македонскиот пинг-понг. Не случајно универзитетот се вклучи во поддршката на организацијата на ова првенство заради тоа што станува збор за млади луѓе. Значи универзитетите поддржуваат и ќе поддржуваат вакви активности. Ние сме на некој начин технички организатори заедно со Македонската пинг-понгарска федерација, со Балканската федерација. Така да не беше лесна оваа организација, но се надеваме дека ќе бидеме добри домаќини заради тоа што навистина проценивме дека имаме и капацитет, и квалитет, и верба дека ова можеме да го организираме. Надпреварувачите од балканските земји задоволни од добрата организација на првенството и изјавија дека повторно би дошле во Македонија. Еден од играчите е повреден. Не верувам дека ќе направиме голем резултат, но драго ми е што дојдов и повторно би дошол во Македонија. Веома сум задоволен како се оди организација. Моите импресии се одлични. Многу сум задоволен за организацијата и дека се е на највисоко ниво. Се надевам дека како репрезентација на Србија ќе освоиме многу златни медали. Од денес па до недела, љубителите на овој спорт ќе уживаат во фантастичните надпревари на младите пинг-понгари. Екипите на Вардар, Шкендија и Работнички остварија нови победи и со сигурност чекорат кон самата завршница на Купот на Македонија. Пласман во четвртфиналето изброија уште Македонија, Ѓорче Петров, Турново Силекс, Младост, Царев двор и Брегалница. Иако вчерашниот резултат беше во корист на Шкупи, сепак Брегалница во првиот надпревар победи со 2:0, што значи дека одат понатаму во четвртфиналето од Купот на Македонија. Реманш осми на финалните надпревари од Купот на Македонија донесоа навистина возбудливи надпревари со голем број на погодоци. Вардар повторно славеше над Пелистер, сега со 0:2, додека Шкендија изброја до 5 против Металург. Работнички пак повторно со 4:0 триумфираше над Гостивар, а највеќе погодоци имаше на средбата Младост во Зрими, каде што беа видени 6 гола. Ова е се во ова издание на вестите на Канал Плюс. Повеќе содржини подготвуваме за дневникот во 16:30. Пријатен ден!